Председателе, интересни факти и дискусии на денешниот предлог на закон за гаранција на Република Македонија во однос на обврските на договорот за заем за финансирање на програмата за обновлива енергија ЕСМ компонента 1 ревитализација на хидроелектрани кои ќе се случи меѓу Кредитната банка за обнова и акционерското друштво ЕСМ. И сега, ако треба да браните задолжување, зборувате со факти, зборувате дека заемите се добра работа, дека треба да градиме и дека исполнувате проекти, односно задолжувања кои што се случувале до 2016 година. Ама некако овој период, дали и така ви се дадени податоците, тоа да го напаѓате дека тогаш се земале заеми и дека тој период се задолжувала државата за да сега, еве оваа влада, веќе 5 години зима заеми да раздолжува стари проекти на ВМРО ДПМН. Точно е, колеги и колешки, дека заемите се зимаат за градење, ама реализацијата на капитални инвестиции е мерката со која што се мери тоа фамозно градење. А таа ставка на оваа влада, без разлика кој да е министер за финансии, а ги сменивте многу, без разлика кој да е министер за транспорт и врски, а и таму направивте одредени измени, е континуирано мала. Зошто е континуирано мала? Затоа што факт е дека оваа влада не знае да гради и да реализира капитални инвестиции. Затоа што оваа влада од самото нејзино доаѓање, поради тоа што не знаеше кој пат финансиски и економски да офати, затоа што тоа се гледа, не го зборува Никола Мицевски, тоа го зборуваат проектите и мерките и предлозите кои што ги предлагат. Лутате цело време. Не знаевте на кој пат да го фатите и поради тоа единствено нешто што правите годиниве наназад е купувањето на социјалниот мир преку одредени проекти и инвестиции, односно вложување на средства за буквално купување на социјалниот мир на ранливите категории во нашата држава, а понекогаш и по реакција на одредени други категории на граѓани, инстинктивно реагирајќи да се смири целата таа фама и се менуваат проектите, се менуваат приоритетите, се менуваат оние работи кои што треба да се прават. Зошто го зборам ова? Затоа што еве ова обврска за заем за финансирање на третиот, да речам, третиот дел од овој проект е добра работа, меѓутоа ова треба и да се реализира. Ова е трета фаза од реализацијата на тоа што треба да се случува и целата сума е за ревитализација за големите хидроенергетски централи во собственост на акционерското друштво ЕСМ и со оваа ревитализација се очекува да се добие зголемување на инсталираната моќност и тоа е добро. Потребни средства се 36,2 милиони евра, 25 милиони евра ќе бидат обезбедени со ова задолжување, а другите 11,2 милиони евра ќе бидат грант од инвестицијскиот фонд на Западен Балкан. Рокот на отплата е некој нормален, 15 години, со вклучен грејс период од 5 години за држави кои што немаат јавен долг на нивото на кое што се наоѓаме ние. И сега од тука ќе почнам да ги бројам одредени работи. ВМРО ДПМН ги кочи сите проекти, ВМРО ДПМН е против проектите за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните и ќе ви кажам не, затоа што из ова законско решение денеска дискутиравте дека е застанато затоа што ВМРО ДПМН не сака да го гласа и го кочи овој проект. Напротив, овој предлог на закон за задолжување во собраниска процедура е влезен на 8.2. На 13.2 е ставен на седница на собрание за утврдување на потребата од истиот и на 15.2, 2 дена после тоа, е закажана
Комисија за финансирање и буџет, на која што ова законско решение доби поддршка и потребата за негово продолжување на постапка помина натаму. Сега, дали ВМРО ДПМН ги кочи битните проекти за државата, а оние кои што се видливи, од кои што ќе има ефект и резултат и граѓаните и стопанството? Одговорот е не, почитувани колеги, колку и да пробувате тоа да го скриете. Дали ВМРО ДПМН ќе кочи пари и заеми за затварање на РЕК Битола и ТЕЦ Осломеј? Да. На тоа нема да добиете поддршка и такви проекти ќе бидат закочени секогаш кога ќе бидеме во можност и кога ќе можеме да ги видиме за скриените работи кои што ги имате поставено во одредени законски решенија, и затоа бидете сигурни дека никогаш нема да дозволиме тоа да се случи. Ваков закон за ревитализација, продолжување трета фаза, ќе добие поддршка од ВМРО ДПМН. Ама затварање до одреден временски период и динамика која што има РЕК Битола и ТЕЦ Осломеј нема да добијат поддршка. Колку и да сака да го објаснува премиерот тоа дека тоа било обврска, ама потоа ќе сме го исправеле дека тоа било напишано во одредена фаза, а сега поради ковид кризата и војната во Русија тие работи ќе се сменат. Вие тоа го имавте, затварањето на РЕК Битола и ТЕЦ Осломеј ставено во еден договор со фиксни дати и тоа ќе се реализираше доколку не окреневме гласот и доколку не го закочевме овој проект. По однос на документот од Државен завод за ревизија, онаа фамозна реченица која што сите денеска ја кажуваат. Во управувањето со јавните инвестиции отсуствува системска правна рамка, постапки и процедури. Знаете колку големи се овие обвинувања и колку прецизно, точно, за да не бидат навредливи, се напишани? Знаете ли што значи отсуство на системска правна рамка, постапки и процедури? Дека тоа што ви е омилен фах, не на вас, вие сте само извршители, гласате за некој да ги земе овие големи пари кои што се излеваат од, а на крај ќе треба да ги враќаме ние, нашите деца и нашите поколенија, а дека оние кои што треба да ги реализираат овие пари точно знаат како да го заобиколат системот на постапки и процедури, а тоа е јавните набавки кои што треба да се склучуваат по одредени проекти и заеми кои што следуваат во државата. Толку прецизно напишана реченица, а да не остави трага, е оваа реченица која што Државниот завод ја напишал. Отсуство на системска правна рамка, постапка и процедури. Ова е преведено во некој пратенички опозиционен речник, значи отсуство на системска правна рамка, хаос, заобиколување на постапки и процедури е можност за манипулација и местење на тендери и реализација на истите за договори во 4 очи. Тоа е преводот на ова што би го напишале луѓе во културно. Ама верувајте дека брзо иде моментот кога оваа власт ќе биде сменета. И читањето на овие вака, да речам, културно напишани реченици ќе поминат со наочарите или очилата на опозициони пратеници кои што добро знаат што пишува Државниот завод за ревизија и добро знаат колку од тие проекти и постапки и процедури се склучени во 4 очи да се избегне една транспарентна постапка за спроведување на овој закон. Па не случајно кога дојдовте на власт, прва мерка ја направивте укинување на Советот за јавни набавки. Затоа што имаше поставено, колку вие и да зборувате, одредена правна рамка преку која што требаше да помине секоја јавна набавка. Имаше некој орган кој што кажуваше дека со оваа јавна набавка и начинот на кој што е напишана, вие заобиколувате процедура или профилирате или давате предност на одреден економски оператор. Социјалдемократскиот сојуз дуи со доаѓањето на начело на оваа влада и со нивното поставување на високи функционери во државата, прво што направија ги намалија контролите при обезбедувањето на контрола на јавните набавки во нашата држава. Тоа е таа реченица. Тие 3-4 збора значат тоа што ви го кажав сега.
И немојте да мислите дека граѓаните ова не го знаат. Немојте да мислите дека политичките субјекти, опозицијата ова не го знае. Овие работи се кажани од граѓани кои што директно биле уценувани и кои што директно се донесени во состојба да се пријавуваат на вакви јавни набавки за сето она што следува. Па ова собрание донесуваше закони за градоначалници од Социјалдемократскиот сојуз да им бидат намалени обврските кои што ги имаат за раздолжување и знаеме како неславно заврши таа добра идеја. Тоа беше добра идеја, јас пак ќе кажам. Ама требаше да се најде начин и форма да се обештетат по ред, последователно фирмите од најстар долг кон најмлад, кон најнов, да не биде најмлад. Затоа што вака дозволивме да градоначалници на СДС се раздолжуваат и бараат одреден дел од колачот од фирми од кои што знаеа дека ќе го земат. И она што е најчудно во тоа законско решение, тогаш имаше обврска да се даде отчет, да се поразговара тука, се направи одреден извештај, не знам дали самите тие го разгледаа тогаш на ЗЕЛС или не, и тука заврши целата приказна. Ама и тоа не е постапка која што е многу одамна случајна, затоа што постојат живи сведоци и луѓе кои што кажуваат колку од парите кои што им ги доđеле во тој период општините им биле барани да се вратат на рака или под рака. Верувајте, македонскиот народ, граѓаните, економските оператори имаат убава меморија. Се надевам дека ќе успееме да воспоставиме и систем на функционирање на институциите, на органите на прогонот, на судството, на она што успеавте да го урнисате до максимум, затоа што никој нема доверба во него, па луѓето се жалат вака преку редови до опозиција и пратеници кои што ќе можат јавно да го кажат тоа, и еден ден сите овие работи да видат бела виделина и да успееме да ги вратиме. Имам уште малку време, ќе спомнам уште неколку работи, а тоа е она што изгледа вас не ви го даваат како податок, затоа што милувате да зборувате од времето на ВМРО ДПМН кога било власт, ама тоа што вие 5-6 година сте на власт не го спомнувате. Задолжувањата со еврообврзници на оваа влада. И повторно ќе кажам, нормално е кога се задолжува со одредена еврообврзница да враќаш стари долгови. Затоа што парите што ги зимаш ти треба да бидат фокусирани на изградба на нови проекти кои што ќе дадат дополнителна вредност и кои што ќе раздолжуваат и ќе го подигаат и бруто домашниот производ и ќе ја подигаат економијата во Македонија. Најдобро е во такви компании да работат домашни инвеститори, домашни фирми кои што парите ќе остануваат тука и ќе ангажираат домашни македонски работници. За жал, таа пракса и утврдена динамика на работа која што ја имаше, иако вие сите уживате да псувате по Скопје 2014, ама во тој проект го имаше и тоа. Затоа што овој заменик министар кој што седи овде денес, седи во една зграда од Скопје 2014. Затоа што пола влада сега ни е сместена во објекти од 2014 година. Тоа што успеавте во тој период да isprofilирате или да ставите напред одредени проекти кои што може би јас не се согласувам дека требаше да се случат, е друга работа. Ама дека во овој проект, во оваа идеја, македонското стопанство и економија, во време на светска должничка и европска економска криза, успеа да ги задржи вработените во државата, да не падне економијата и да сивата економија нема, а вработените останат тука, не да бараат вработување надвор, е заслуга на одредени идеи и некое економско планирање кое што сега го нема. Ми отиде времето за да ги кажувам поединечно сите овие задолжувања или евроврзници кои што ги имате земено, меѓутоа со самото задолжување морам да спомнам дека до сега во овие 4 години сте успеале да ја задолжите државата од 100 милиарда 761 милион евра. Колеги, за жал, наредните генерации политичари кои што ќе доаѓаат тука и ќе враќаат еврообврзница нема да знаат зашто тие пари се потрошени. Ако сега зборуваме за Скопје 2014, автопати, болници, школи, спортски објекти, тогаш ќе биде многу тешко на некоја власт или некој од идни состави на Социјалдемократскиот сојуз да објасни каде биле трошени парите од оваа власт.
ќе го гласаме овој проект затоа што е добар, а се она што не чини оваа пратеничка група на ВМРО ДПМН ќе го закочи. Благодарам. Ангелинка